Почитуван министер за локална самоуправа, господин Златко Перински, почитувани сограѓани, почитувана јавност, почитувани представници на медиумите. Денес имам чест официјално да ја информирам јавноста за имплементирање на значаен прекограничен проект Low Carbon Infinity Trial или LIFT, кој се реализира во рамките на програмата за прекогранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Станува збор за проект со јасна и современа визија, поттикнување на одржан, инклузивен и ниско јаглероден локален развој на руралните средини. Проектот се реализира во партнерство со 4 општини од прекограничниот регион, значи општина Струмица и општина Берово од Македонија и општина Струмјани и општина Петрич од Бугарија, како и 2 невладини организации. Во рамките на проектот, општина Берово ќе реконструира 22 километарска велосипедска офроуд патека, со тоа што се планира да се постават вертикална сигнализација, инфотабли, како и велохаб со санитарен и со санитарна и сервисна содржина. Оваа инвестиција директно ќе помогне во зголемувањето на бројот на туристите и односно на посетителите, продолжување на туристичката сезона, како и поттикнување на локалната економија. Вкупната вредност на проектот изнесува 1.040.017 евра, од кои општина Берово има 117.736 евра и се наменети тие за активноста во Берово. Ова представува значајна инвестиција од важливиот развој на општината и целиот регион. Времетрењето на проектот трае 24 месеци, односно околу 2 години. Сакам да искажам искрена и огромна благодарност до Министерството за локална самоуправа за поддршката и можноста за реализација на вакви проекти. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Најнапред да се заблагодарам на градоначалникот и општинската администрација за топлиот пречек. Денеска продолжуваме со посетите овде во Берово, потоа ќе имаме прилика да се сретнеме и со општинската администрација во Делчево. Денеска ќе ги искористиме овие средби да отворено поразговараме за предизвиците кои што Берово го тиштат во изминатиот период и да пробаме да најдеме решенија за да ги надминеме истите. Секако ќе имаме можност да поразговараме и со општинскиот совет, со општинската администрација, ќе ги искористиме овие средби да уште еднаш подсетиме за јавниот и отворениот повик кој што го има Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен регионален развој во делот на намалување на диспаритети и во делот на програмата за рамномерен регионален развој. На располагање на општините оваа година им ставаме 223 милиони евра, кои што слободно може да аплицираат во рамки на овие две институции за да ги подобриме состојбите на општинско ниво. Како што спомена и градоначалникот, ќе имаме прилика да го посетиме и проектот кој што се реализира врз основа на програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Тоа е онаа велопатека која што секако ќе даде дополнителна додадена вредност во развојот на туризмот во овој крај. Јас сум навистина благодарен за ентузијазмот на градоначалникот, на општинската администрација и се надевам дека во иднина ќе имаме можност да реализираме уште многу вакви капитални и значајни проекти за општините. Благодарам. Дали може прашање? Може. Да. Во овој период општина Берово покажува голема активност во секој сегмент, но заслужува поголемо внимание и помош за решавање на многу проблеми пред се од инфраструктурен карактер. Што Министерството за локална самоуправа може и треба да направи? Министерството за локална самоуправа како никогаш до сега прави она што е најнеопходно за општините, а тоа е соодветно детерминирање на главните предизвици, но за тоа треба да имаме соговорник и од другата страна. Јас сега отворено разговарав со градоначалникот. Општина Берово, иако има навистина голем број на инфраструктурни нерешени проекти, можеби во иднина ќе треба да размислува да својот раст и развој го насочи кон местата кои што се практично одлика на оваа општина во делот на промоција и развој на туризмот. Мене ми беше предочено дека општината во вториот јавен повик има аплицирано и практично добива 90 милиони денари за културен дом, кој што може би не е приоритет, ајде да кажеме, на граѓаните на Берово. Не велам дека не треба, но може би имало и поприоритетни работи. На крај на денот ние можеме како централна власт, како Министерство за локална самоуправа да подадеме рака и да помогнеме финансиски, но приоритетите секако треба да произлезат од самите локални самоуправи.
Според вас, министре, во која насока треба Берово да ги насочи своите проекти и активности со оглед на огромните природни ресурси и голем потенцијал за развој на туризмот? Видете, Берово е една воздушна бања која што навистина има огромен потенцијал не само во рамки на Македонија, туку има и регионално може туристички да се позиционира и јас сум убеден дека градоначалникот и новата општинска администрација главниот фокус ќе го насочат токму кон сите овие природни ресурси кои што ги имаат на располагање. На крај на денот, согласно исто така меѓу практично прекуграничната соработка во периодот кој што ќе следи, се планира отварање и на граничниот премин Клепало, кој што ќе треба да даде секако додадена вредност на овој регион и овој град да стане многу подостапен за сите жители практично во регионот. Така да јас се надевам дека главниот и примарен фокус на градоначалникот и на општинската администрација во иднина ќе биде подобрување и зголемување на капиталната инфраструктура, поготово во делот на туристичките места.